Престижните Оскари го напуштаат легендарниот Долби театар и од 2029 година ќе се селат во Пико театарот во рамките на комплексот Лос Анџелес Лайф. Новата локација ќе понуди поинаква атмосфера за црвениот тепих, подалеку од класичниот холивудски амбиент. Промената доаѓа заедно со нов стриминг дом на YouTube. По повеќе од 2 децении во срцето на Холивуд, најгламурозната ноќ во филмската индустрија почнува ново поглавје. Манекенката Камволан Чанаго доживеа непријатен момент за време на изборот за Мис Гранд Тајланд, кога ја испаднаа на влаките за заби на сред настап. Наместо паника, таа брзо се снајде, се сварти, ги отстрани и продолжи со насмевка пред публиката. Снимката експресно стана вирална на социјалните мрежи, а реакциите беа главно позитивни. Многуми не ја пофалија незината смиреност и професионалност, оценувајќи дека токму ваквото однесување ја прави вистинска победничка. Македонската режисерка Тамара Котевска бележи нов меѓународен успех. Нејзиниот најнов документарен филм е поддржан од престижниот Sundance Institute Sandbox Fund за 2026 година. Филмот ја раскажува приказната за млад одгледувач на ирваси во суровите предели на Сибир и борбата меѓу традицијата и модерниот свет. Дополнително меѓу поддржаните автори е и Љубомир Стефанов, што уште еднаш го става македонскиот филм во центарот на светската документарна сцена. Од денес до недела во Скопје се одржува 8-то издание на Кларифест Скопје 2026 во организација на Артистико. Фестивалот почнува со концерт во културно-информативниот центар, а следуваат семинари со врвни професори од Грција и Полска. Настанот ќе заврши со завршен концерт на странските гости, а влезот е слободен за сите љубители на класичната музика.